Неизвесен влезот на бугарски Минстрој во Доброво и Тораница, британската компанија Минеко и српската Металферм, кои учествуваа на тендерот за добивање на концесијата на рудниците Тораница и Злетово, најавуваат приговори. Тие веќе реагирали и во нивните амбасади во Македонија, а ќе приложат и жалби за сомнителна тендерска постапка. Двете компании сметаат дека Комисијата за спроведување на јавното надавање ги елиминирала овие две компании уште пред да се одржи лицитацијата, иако до Комисијата е предложена целокупната документација. Документацијата која што ја поднесовме беше комплетна и ги исполнивме сите барани услови на тендерот. Со тоа што бевме дисквалификувани, според нас, прекрашен е законот за доделување концесии за искупување минерални суровини. Не ни беше дозволено по приговор на документите да влеземе во втората фаза за учество во аукцијата. Бевме информирани дека нашата апликација е невалидна, но не добивме простор за приговор. Ја очекуваме официјалната одлука од Министерството за економија. Секако дека ќе поднесеме жалба, бидејќи сметаме дека процесот на проверка на документацијата не е спроведен според постоечкиот закон за доделување на концесии на минерални суровини. Со повеќе информации сигурно ќе излеземе следната недела, кога и официјално ќе ја поднесеме жалбата. Стои во реакцијата што компанијата Минеко ја испрати до нашата редакција. Министерството за економија спроведе постапка за доделување на концесиите за експлоатација на рудниците Тораница и Злетово, кои беа одземени од минатиот собственик Индоминерали и Метали поради стечај. На тендерот за нов концесионер учествуваа 5 компании. Двете беа елиминирани уште пред почетокот на надавањето, а лицитацијата заврши со највисока понуда од 2 милиони евра годишна концесија од бугарската компанија Минстрој.